Локалната самоуправа на Кочани влезе во ново кредитно задолжување за решавање на инфраструктурните проблеми во градот и на селбата Оризари. Во понеделникот во Скопје, министерот за финансии Зоран Ставревски и градоначалникот Радко Димитровски го потпишале договорот за подзаем од проектот за подобрување на општинските услуги. Со овој договор е одобрен заем кај Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, во висина од 61,5 милион денари за асфалтирање на 10 улици во Кочани. Подзаемот има рок на враќање од 20 години, со 3 години грејс период и 1,5% годишна камата. Со средствата ќе се асфалтираат десниот и левиот крак на улицата Орце Николов, потоа улицата Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, македонска Разловечко востание и македонски корпус, како и Пиринска 544 во Прокарка и Јанка Стоименова во Оризари. Вкупната должина на улиците што ќе се асфалтираат изнесува 3800 метри. Во рамки на техничките решенија за секоја од планираните улици предвидена е изградба на улицата и незино асфалтирање, поставување тротоари и потпорни ѕидови таму каде што е потребно и согласно условите на патот и изведба на инсталација за атмосферска канализација. Кредитот за асфалтирање на улиците е второ поголемо задолжување на локалната власт од Кочани, откако пред 4 години од германската KfW банка беше позајмен износ од 720.000 евра за реконструкција на водоводниот систем.